Со свеќи за сите членови од фамилијата, пресна погача, вино и силна молитва. Грѓаните денес се помолија пред иконата на Свети Трифун, заштитникот на градинарите и лозарите. Здравје, мир и љубов тие си посакаа еден на друг, а дополнително наполнија и света вода за користење во својот дом. На тој начин како што велат, Светиот Дух ги штити и запазува. Се најубаво на младите, на нас, за пензионерите си трошиме паричките за убаво. И здраве да дава Господ пред се на нас и на вас. Се закоруват, нека ми се среќа кои си работат, кои си имат. Нека за много. Само здравје, да се трупа здравје и среќа, ништо друго. Лозарите, градинарите, убавото црвено вино, бело вино и така натаму. За много. Денес се празнува Свети Трифун. Зашто за што е Свети Трифун? Па за виното, за се. Народ скуваме многу среќа, здравје да има бро, па другото се порети да се љубат, да се држат. Да има мир, слога меѓу народот, единство, љубов. Свети Трифун, Нека за многу за години, нека дава здравје, љубов, среќа на лозарите, на градинарите, на овошките, кои сакат го слават. Закруват ги лозета, прават си прослави. На прашањето колку во денешницата е потребна самата љубов, верниците едногласни дека многу, согласни се дека се помалку, таа е присутна. Да ви кажам право дека е многу важна. Порно беше по народот дружелюбив, после сакаше, после поштуваше, а сега тоа го нема. Ни меѓу комшии, ни меѓу роднини. И свесен човек би требало да верува у тоа. Да. Мислам дека многу. Нели? Инаку Свети Трифун секогаш се празнува на 14 февруари, а во народот е познат и како Свети Трипун. Уште од раното детство во него се пројавила необична Божја благодат со покажување на дар на чудотворност. Тој на изненадување на своите современици имал моќ над болните, посебно душевно заболените во погледот на младиот Трифун били излекувани. Некоја необична исцелителна сила зрачела од неговиот поглед. Меѓу многобројните негови чуда кои што ги вршел, се споменува исцелувањето на ќерката на римскиот цар Гордијан.